أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Големиот проблем кај Бену Исраил општо, а и посебно евреите во времето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, па и до ден денешен, не бил теја што немале знаење. Не било теја проблем. Тие имале објава, имале пратеници, имале книги и завети. Но нивниот проблем бил што знаеле, а не постапувале по тоа што го знаат. Или што го знаеле. Го слушале Аллаховиот говор, но потоа се одвраќале од него и го одбијале. Давале ветувања, но потоа ги прекршувале. И ова е исто така опасност и за овој уммет, и за уммето на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Човек да знае што е исправно, да слуша аети, хадиси, предавања, разни поуки и дерсој, но тоа знаење да не се види во неговиот живот, да не се види во неговата пракса. Во овој ает кој ќе го земаме вечерва, иншааллах, тоа е 83-тиот ает од ова возвишена сура, суратул Бекара. Возвишениот Аллах Азза ва Џел ни спомнува еден голем завет што го зел од синовите Исраилови, завет кој содржи 8 големи работи, 8 битни обврски. А ако внимателно и слушниме, внимателно и погледнеме во овие 8 работи, ќе видиме дека тие се темел на секое исправно општество. Исправен однос прво со возвишениот Аллах Азза ва Џел, а потоа исправен однос и со неговите створенија. Па да видиме кои се овие 8 наредби и уште поважно, колку од нив денес се присутни во нашиот живот и во нашата пракса. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џел: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Велит Аллах Азза ва Џел во овој курански ает: и кога од синовите Исраилови зедовме завет дека само Аллах ќе го обожавате. Ова е првиот завет, првата работа во овој завет. Дека само Аллах ќе го обожавате. И на родителите, и на ближните, и на сирачињата, и на сиромашните добро ќе им чините. Овие се 5. А на луѓето убави зборови да им зборувате. Ова е 6-тото. И дека намазот ќе го извршувате и зекат ќе давате. Ова беше 7 и 8. Овие 8 работи бе во нивниот завет. Се заветие, се заколнае дека ќе го практикуваат во нивниот живот. Но Аллах Азза ва Џел вели потоа: вие потоа освен малкумина од вас грбот го свртивте, притоа одбегнувајќи го овој завет. И овде опасноста на која треба ние да пазиме, да не бидиме како овие евреи кои знаат, а не практикуваат, кои се колнат на верност, а потоа тоа го поништуваат. Велит Ибн Кефир, рахимахуллах, возвишениот Аллах Азза ва Џелле во овој курански аjet
ги подсетува синовите Исраилови на наредбите што им ги дал и на заветот што го зел од нив во врска со овие 8 обврски. Но тие се одвратиле од сето тоа. Ништо од овие обврски не го зеле во нивниот живот да го практикуваат. И намерно го свртиле својот грб, иако го знаеле тоа. Иако знаеле дека се наредби од Аллах Азза ва Джелле, иако ги знаеле или ги памтеле. Па возвишениот Аллах Азза ва Джелле им наредил само Него да го обожаваат и ништо да не му припишуваат како здруженик. И ова е првата заповед. И највозвишената заповед, која наредба Аллах Азза ва Джелле ги задолжил со ова наредба сите Негови створенија. А тоа е на таухид и чување од ширк или куфр. Ова е завет или наредба на секој еден народ и на секој еден пратеник. Велит Аллах Азза ва Джел: "Вама арсална мин qablika мин расулин илла нухи илей еннеху ла илаха илла ана фа'будун." И пред тебе, обраќајќи му се на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем, не испративме ниту еден пратеник, а да не му објавивме: нема вистинско божество освен мене, па мене обожавајте ме. Нити еден пратеник не дојде на оваа земја, а Аллах Джелешану да не му наредил него таухид и да не му забранил ширк. Како што велит Аллах Азза ва Джелле во друго место во суратот Нахл: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И на секој народ му испративме пратеник и му наредивме да им зборува на неговиот народ: обожавајте го Аллах и оддалечете се од тагутот. А тагут е се што се обожава покрај Аллах Азза ва Джел, за кое ќе дојде посебно говор иншааллах. Па ове бреча, овој таухид и оваа наредба од Аллах Азза ва Джел е највозвишеното и најголемото право, правото на возвишениот Аллах Азза ва Джел да биде обожаван единствено тој, без да му се припишува здруженик. Вели Ибн Тајмија рахимахуллах: колку повеќе таухидот се зацврстува во срцето на човекот, толку повеќе се зацврстува неговиот иман и верување, неговата смиреност, неговиот таваккул, подпирање на Аллах Азза ва Джел и неговиот јекин и неговото убедување. Вели Ебу Џаъфар ат-Тахави ел-Ханефи рахимахуллах: во врска со Аллаховиот таухид, велиме, верувајќи во тоа со Аллахова помош, дека Аллах е еден и нема придружник. Ништо не е слично на Него. Ништо не може да го надвладе, ниту да го направи немочен, и нема вистинско божество освен Него, субханаху ва та'ала. Вели Ибн Реджеп ел-Ханбели рахимахуллах: срцата нема да се поправат се додека во нив цврсто не се вкорени спознавањето на Аллах Азза ва Джел, неговата величина, љубовта, стравопочита и подпирањето врз Него, и додека срцето не се исполни со сето тоа. И тоа е целта и суштината на таухидот и вистинското значење на ла илаха иллаллах. Затоа нема срцето да биде исправно се додека нивниот вистински Бог, оној кого го обожаваат, го спознаваат, го сакаат и од кого стравуваат, не биде само Аллах единствениот кој нема придружник. И ове е највозвишеното право. После ове големо Аллахово право, тогаш доаѓаат правата на неговите створенија, а најважното и најприоритетното, како што е спомнато во овој курански ает, е токму правото на родителите. Затоа возвишениот Аллах Азза ва Джел често го спомнува своето право заедно со правото на родителите, како што е во овој курански ает и како што Аллах Азза ва Джел вели во суратул Исра: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Твојот Господар одреди да не обожавате никого освен Него. И овде е прво таухид. Прво најбитната работа. А после он Аллахово право, велит Аллах азза ва џел, и правете добро на вашите родители. Значи тоа е одредба, наредба од Аллах азза ва џел да се чини доброчинство на родителите. Ако едниот од нив или двајцата доживеат старост кај тебе, тогаш не кажува им ни уф. Не кревај го гласот свој кон нив и не прекорувај ги, туку обраќај им се со благородни и почитувачки зборови. Се пренесува имам Бухари и Муслим од Ибн Месуд ради Аллаху анху, дека го прашал на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем кое дело е најдобро. Па рекол алейхи салату вассалам: "Ес-салату ала вактиха." Најдобро дело е намаз во неговото време. Намаз во неговото време. А потоа кој го прашал Ибн Месуд? Му одговорил: биррул валидейн, доброчинство према родителите. А после кој го прашал по трета ред Ибн Месуд, рекол алейхи салату вассалам: ел џихаду фи сабилилlah, борба на Аллаховиот пат. Ел Ахнеф ибн Кајс бил запрашан за муруа. А муруа е честност, благороден карактер, морал и достоинствено однесување. Го прашал за тоа, па одговорил: тоа е фик во верава, значи разбирање во верава, добрина кон родителите и стрпливост при неволји. Ове од муруе и од добар однос. Ибнул Џаузи рахимахуллах рекол: добрината кон родителите се покажува преку нивната послушност во она што го наредуваат. Дали му си послушен или не, се додека не наредуваат нешто што е забрането. Тоа значи и нивната наредба да се стави пред нафиле. Наредбава на родителиве иде пред оние ибадети или дела кои се нафиле доброволни. Значи да се избегнува она што го забрануваат, да се троши за нив од твојот имот, да се вложи максимален труд во нивна служба, да се однесува со почит и достоинство кон нив и човек да биде стрплив на она што може би не му е пријатно од нивна страна. Овие работи влегуваат во доброчинство на родителите. Потоа Аллах азза ва џелле после родителите ги спомнува ближните, роднините и ни нареди исто така да му чиниме доброчинство. Родители без разлика дали од страна на таткото или од страна на мајката. Четврта работа, да чиниме доброчинство кон сирачињата. Под сирачиња или сирак, брече, во шеријатскава терминологија се разбираат малолетни деца кои немаат татко. Малолетни деца кои немаат татко, тие се викаат сирачија или сирак, што имаат посебна грижа од исламов. Велит Абдурахман ибн Ебза, кој преноси дека Давуд рекол: биди кон сиракот како милостив татко и знај дека како што сееш, така ќе жнееш. И велит Ибн Кефир рахимахуллах: затоа не угнетувај го сиракот. Wa amma al-yatima fala taqhar, немој да го угнетува сиракот. Велит: не понижувај го сиракот, не оттргнувај го од тебе и не навредувај го, туку биди добар кон него и однесувај се благо со него. Велите Шаукани рахимахуллах: односно не го угнетувај на никаков начин, каков и да е видот на угнетување. А Мухаммед саллаллаху алейхи веселем, како што ни е познато, бил најдобар кон сирачињата, кој се грижил за нив и постојано препорачувал добро однесување кон нив, како пред да му стигне објавата, исто така и после објавата.
Потоа Аллах Азза ва Джелле ни наредува доброчинство исто така кон сиромашните. Овде сиромашни влегвет оние луѓе кои воопшто не поседоваат ништо и оние луѓе кои имаат некаков приход, но не му е доволен за нив и за нивните фамилии. Било кој влегвет во овие збор сиромашни, за кој Аллах Азза ва Джелле ни нареди да му чиниме доброчинство. Шестата работа која спомнува Аллах Азза ва Джелле во овој завет, а на луѓето убави зборови да им зборувате. Односно, обраќајте им се со убави, благи и бидете благи кон нив. Во ова влегува на прво место наредување на добро и одвраќање од зло. Најдобро однесување кон другите е да му наредуваш добро и да ги одвраќаш од зло. И затоа рекол Хасан ал-Басри рахимахуллах, убавиот говор е да се наредува добро и да се одвраќа од зло. Ова е прво. Да се биде стрплив, да се простува и преминува преку грешките и на луѓето да им се зборува убаво, како што Аллах Азза ва Джелле наредил, а тоа опфаќа секој убав морал што Аллах Азза ва Джелле го сака. Се пренесува од Абу ذر ал-Гифари радијаллаху ан, дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فلق أخاك بوجه منطلق. Не подценувај ниту едно добро дело. Колку и да мислиш дека е мало, немој да го подценуваш твоето добро дело. Па дури и ако тоа е да го сретне својот брат со насмеано и ведро лице. Ако не можеш на други начин да му помогнеш или да направиш некое подобро дело, во најмала рока насмеј му се на твојот брат. Затоа вели Мухаммед саллаллаху алейхи селем во друго предание: твојата насмевка во лицето на твојот брат е садака. Твојата насмевка во лицето на твојот брат е садака. И вели во трето предание: чувајте се од огнот. Чувајте се од џехенемскиот оган, па макар и со половина урма. А кој не најде ни половина урма, тогаш нека се заштити со убав збор, со добро келиме. Зошто убавиот збор, према овој говор на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, е заштита од џехенемскиот оган. Вели Ибн Каthир рахимахуллах, соодветно е што Аллах Азза ва Джелле овде наредил убаво да им зборуваме на луѓето, откако претходно ни нареди да му чиниме добро. Така е обединил две видови на доброчинство. Доброчинство преку дело, преку постапки и доброчинство преку зборови. И затоа џабе човек да е благ со зборови према тебе, ако те гази со неговите постапки, ако ти прави зулум со неговите постапки, тогаш не вреди неговиот говор колку и да е благ. Затоа Аллах Джелешану во овој ает ни споја доброчинство со дело и доброчинство со говор. После ове Аллах Азза ва Джелле повторно е нагласил наредбата за неговото обожавање и доброто кон луѓето преку она работа што е задолжително за секој еден од нас, а тоа е намазот и зекатот. Како што Аллах Азза ва Джелле вели: "Ва акиму салата ва ату зека", и намазот извршувајте го и зекат давајте. Овие се седмото и осмиот завет. Намазот е телесен ибадет и е хак према Аллах Азза ва Джелле. А додека зекатот е ибадет со имот и е хак и помош за створенијата на возвишениот Аллах Азза ва Джелле. После теа на крајот од овој курански ајет, возвишениот Аллах Азза ва Джелле не извести дека тие, Бену Исраил и општо евреиве, се одвратиле од сите овие наредби на возвишениот Аллах Азза ва Джелле. Овие заповеди свесно ги оставиле за нивните грбови, се одвратиле од нив, иако претходно знаеле за нив. Освен, велите Аллах Азза ва Джелле, малкумина од ними. Освен мало од ними. И затоа враќа Аллах Азза ва Джелле и на овој уммет, посебно на умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, им наредил слични вакви заповеди,
И теа во суратун Ниса, каде што Аллах Азза ва Джелле вели: и Аллах обожавајте го и ништо не му здржувајте. Ова е истата наредба на сите Аллахови пратеници. А на родителите правете им добро, и на роднините, и на сирачињата, и на сиромашните, и на блискиот сосед, и на далечниот сосед. Овде е плюс што ме наредено на овој уммет. И на пријателот кој е со вас, оној кој ви е ближен, и на патникот, и на тој што е во ваша собственост. Аллах на вистина не ги сака оние кои се горделиви и фалбаджи. Овие се вреча тие 8 заповеди или 8 работи. Прво, да не се обожава никој освен Аллах Азза ва Джел. Второ, доброчинство кон родителите. Трето, доброчинство кон роднините. Четврто, кон сираците. Петто, кон сиромашните. Шесто, да им се зборува убаво на луѓето, да се однесува благо кон нив. Седмо е извршување на намаз и осмото е давање на зекат. Овој ает, ова кажување на возвишениот Аллах Азза ва Джел, од една страна ни укажува или ни ги укажува својствата на проклетите евреи, а друго е поука за нас да не бидиме како ними, туку овие наредби да ја ставиме во наша пракса, како би се доближиле кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Молам Аллах субхану ва таала да ни упати на правиот пат, да ни уцврси на неговата вера и на суннетот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, и го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни соедини заедно во Дженнатул Фирдаус со пратениците, искрените, со шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва салаллаху ва селем ала набиина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.